Регулаторната комисија за енергетика одлучи во 2014 година да го зголеми процентот на зафаќање што го има од компаниите чија дејност ја регулира. И тоа во однос на финансискиот план за 23,52%, односно во однос на реализираните од 18,8%. Иако законските обврски зборуваат за, ако го погледнеме извештајот финансиски, ако погледнеме она што го пишува и од страна на мислењето на владата, согласно законот во две транши компаниите кои што имаат дејност која е регулирана од страна на комисијата, од регулаторната комисија за енергетика, треба да уплаќаат средства во регулаторната комисија. За жал тие средства се помали, мислам нека помали се од колку планираните, но сепак регулаторната комисија, а со амин на владата, одлучува да го зголеми зафаќањето од 0,037% од минатата година на 0,043% или 0,006%. Може би вака како бројка мала, но во однос на компаниите кои што дејност се преносот на газ, топлинската енергија, струјата и така натаму, овие суми се исклучително големи, а потоа во следната точка во финансискиот план ќе видиме пак која намената на кој што оди овој правец или овие средства не се баш во однос на заштита на потрошувачите или на граѓаните во Република Македонија, туку во однос на чисто се лично за членовите и вработените во регулаторната комисија за енергетика. Се разбира, овие нови зафаќања, изголемениот процент на зафаќања од компаниите, нуди опасност да компаниите чија дејност е регулирана да ја зголемат цената на енергенсите која што ја нудат за граѓаните. Од друга страна, иако количината на испорачана, например, топлинска енергија е утврдена за поедините оператори, како што е Балкан Енерджи Груп, барањето да испорачува поголема топлинска енергија во градот Скопје, регулаторната комисија, односно да испорачува поголема топлинска енергија као количина и да работи после одлуката на регулаторната комисија наместо до 21 часот до 23 часот, регулаторната комисија ја одби, со што остави на Балкан Енерджи Груп дали тоа ќе го направи од сопствениот, како што велат во регулаторната комисија, профит, или граѓаните ќе треба, бидејќи се ладно е навечер и температурите се ниски, дополнително да ги изложи на трошок, односно после 21 часот, особено тие што имаат повозрасни лица или помали деца, да уклучуваат клими или други работи, со тоа да создадат трошок на семејствата дополнителен во Република Македонија и недавањето дозвола да парното работи до 23 часот, дополнително, повторно да ги пројави оние, за жал, многу пати, кога зборуваме и денеска, Скопје е загаден град, да се уклучат печките на дрва, каде што Скопје е единствен главен град во Европа кој што има енормна количина на куќи или објекти кои што се греат на дрва. И во услови на една општа загаденост само дополнително го оптоварува воздухот во Скопје. Јас би бил среќен кога овај поголем надоместок кој што би се добил од компаниите чија дејност се регулира, се рефлектира во проекти кои што се во интерес на граѓаните. Но ако ги погледнеме каде ќе се дадат повеќето пари, тие ќе се дадат за други лични примања на вработени, јубилејни награди, не знам зошто, и тие се зголемени за 252%, закуп на стан за член на комисија, 106% е зголемен во однос на, или 6% се како со процентите ги делат.
осигурување на моторни возила и патничко осигурување зголемен за 70% во однос на минатата година, осигурување на опрема за 60%, адвокатски и други правни услуги за 68% зголемени. Значи не се расходите кои што се планирани, не се на работи кои што се од едукативен карактер, од стимулација на одржливи извори на енергија, од начини на штедење, туку се лично за вработените во институцијата и за членовите на Регулаторната комисија за енергетика. Да подсетам, согласно законот, Регулаторната комисија побарува одреден процент, кој што законски не сме да биде поголем од 0,1% од компаниите чија дејност се регулира, за да живее нормално. Да имат плати, да имат едукативен материјал, списанија, такви работи, тоа го разбирам, и толку. Ние сме сведоци дека во минатото Регулаторната комисија за енергетика, исто како и АЕК, влегоја во купување на обврзници, штедење и така натаму и така натаму. Затоа, како што велат старите, пушти си ја ногата колку што е чергата, мислам дека треба да ова зголемување, председателот на комисијата да каже дали овој зголемување на надоместокот што ќе се доби од компаниите чија дејност се регулира од страна на РКЕ, да не доведе до зголемување на цената на енергенците што тие нудат. И еве тоа е следната точка каде што зошто сите овие средства или енормни зголемувања од 150% во однос на минатата година се во принцип наменети за членовите на Регулаторната комисија, вработените, а не за дејноста или за заштита на потрошувачите, согласно исто Законот за енергетика за кој што треба да оди. Од друга страна, Регулаторната комисија за енергетика, иако не беше тоа освен на една телевизија објавено, повторно се најде на удар на Европската енергетска заедница за незината независност. Ги поздравувам напорите на изнаоѓање на решение со дистрибутерот на газ Гама и абсурдниот однос што владата го има кон акционерското друштво во кој што и таа е 50% собственост. Но ако го прочитате соопштението и од Европската енергетска заедница после состанокот, ама нема да го прочитате на соопштението од страна на РКЕ, а тоа е дека Европската енергетска заедница и на состанокот со председателот на Регулаторната комисија за енергетика во Македонија уште еднаш ја отвори некомпатибилноста со европските стандарди на ратификуваниот договор со Руската Федерација овде во Собрание за Јужниот тек, каде што ако го погледнете соопштението што ќе го најдете на Европската енергетска заедница, ама нема да го најдете кај нашата Регулаторна комисија за енергетика, се најавува детален одговор на одговорот од владата кој што за жал во Македонија е тајна на прашањето зошто се одлучи владата на Република Македонија и парламентарното мнозинство да ратификува договор кој што се коси со европските стандарди во делот на снабдувањето со газ. И уште еднаш, еве, да ако можеме да го добиеме одговорот, дали ова зголемување од 0,037 на 0,043% од сите компании чија дејност се регулира од Регулаторната комисија, постои можност или постои опасност да тие влезат во зголемување на цената на услугите што ги нудат и дали фиксниот количина на испорачена енергија што сте ја дале на Балкан Енерджи Груп, ако го ја гледаме од една страна заштитата на животната средина и заштитата на населението, зошто не дозволивте да испорачената количина на топлинска енергија биде после 21 часот, односно до 23 часот, особено во изминатите денови, кога без разлика на дневните температури, кога навечер е доста ладно. Благодарам.